Задоволство е да се види како се работи дека во Гевгелија се реализираат многу проекти. На 5 локации бевме, се гради канализација, се гради водовод, се гради пат, се расчистува стара депонија, нешто што е дел од програмата, односно ветувањата на локалните избори дадени во 2021 година. Добро е да се направи разлика помеѓу тоа што го прави ВМРО-ДПМН во општините каде што има градоначалници и тоа што не го прави владата на ДУИ поддржана од СДСМ на централно ниво, односно прави многу криминали и многу корупција. Така што јас сум исклучително задоволен што имав можност дека со Донес, со Андон, со градоначалникот да посетиме неколку објекти градежни каде што се гради. И јас само можам да му честитам нему на администрацијата овдека во општина Гевгелија и да им посакам само уште повеќе ваков тип на објекти да се отпочнуваат и завршуваат, затоа што тоа е она кое што е дадено ветување пред гевгеличани и тоа е она што на гевгеличани им е потребно. Да, кој има прашање, повелете. Господине Мицкоски, како го коментирате скандалот со издавањето на еврообврзницата од 600 милиони? Каква штета е нанесена на државата? Па за штетата треба да одговори Ковачевски каква е штетата, но тоа е еден настан без преседан. За жал, кој што повторно ќе треба граѓаните да го плаќаат и за финансиската штета што е нанесена на државата, но и за срамот кој што е нанесен на државата, односно е нарушен кредибилитетот и не би ме чудело ако веќе следната врзница која што ќе се издава биде и со повисока камата, имајќи предвид дека од тоа што го дознаваме од медиумите, 41% од инвеститорите се фондови од Северна Америка. Самото тоа доволно говори од кажувањето на обврзницата поради банална причина. Не е битно дали е потписот на министерот што е сменет или нешто друго. Едноставно е нарушен кредибилитетот на државата, нанесен е трошок кој што на крајот од денот ќе го плаќаат граѓаните. Срамот кон овие 41% од инвеститорите, овие фондови од Северна Америка, трошокот кон тие 4 банки, трошокот кон оние компании и куќи кои што вршиле промоција на оваа обврзница, со еден збор срам и една катастрофа и тоа практично се пресликува на секој ниво во државата. А како ги коментирате состојбите во здравството? Да нови сме свидоци дека веќе кулминираат цела криза, пробиен е цел систем, излезени се незнани податоци, лични податоци, докторите, медицинскиот персонал нема земена плата. Во меѓувреме болните од цистична фиброза се уште немаат добиено лек. Тоа е уште еден шокантен случај на неспособност која што боли на нова влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Имате двајца директори во фондот, едниот од ДУИ, едниот од СДСМ, кои што се буквално заштитени од власта за неспособноста и за ова би рекол хаотично работење. Што е резултатот од тоа? Резултатот од тоа е украдени податоци на осигуреници, немотивирани лекари бидејќи немаат добиено месечна плата која што им следува, 10.000 се такви и владата наместо да бара одговорност и да има разрешување веднаш, тие ги штитат и директорот од ДУИ и директорот од СДСМ. Јас би рекол акутна неспособност која што се рефлектира на секој едно поле, во секоја една област во државата, токму поради тоа се потребни предвремени избори. Колку побрзо ќе имаме нова влада која што ќе врати довербата кај граѓаните, која што ќе ги исправи овие грешки, толку побрзо на Македонија ќе тргне. Уште едно прашање. Вчера ве прозва директорот на ЕСМ Васко Ковачевски. Дали вие би прифатиле понуда за гасот, конкретно за она што вие понудивте помош пред това? Ја добив таа информација дека тој вели дека преку контактите кои што јас ги обезбедив, понудата која што била доставена, била понуда во која што не биле гарантирани количините. Јас не знам, бидејќи не сум бил од тие преговори. Она што го знам е дека таа компанија, која што јас ја понудив како една од контактите со која што Васко Ковачевски и останатите владени функционери комуницира, достави понуда со цена која што е пониска и од таа цена која што денеска ја купува ЕСМ. Ќе ве потсетам, тогаш цената беше на берзите 2 пати повисока од таа која што е денеска, дори на моменти 3 пати повисока, а цената која што ја понуди таа компанија е пониска и од таа што денеска при овие екстремно ниски цени споредена со тогаш ги купува ЕСМ.
Деталите повторно ќе кажам, не ги знам, но исто така знам дека гаранцијата за испораката подразбира и банкарска гаранција во вредност од тоа што како аванс требаше да биде исплатено од страна на ЕСМ. Така што обезбедена беше и компанијата, обезбедена беше и државата, но знаете кој не беше обезбеден? Не беше обезбеден тој што чека провизии. И токму тоа е проблемот. Ако беше обезбеден тој што чека провизии, јас ви гарантирам дека таа сделка ќе имаше завршница. Затоа таа сделка се откажа и се закажа некоја друга сделка со друга бугарска компанија, која што, предпоставувам, има причина зашто дава екстремно висока цена, односно двојно повисока цена од таа која што денеска е на берзите. Но бргу ќе дојде крајот на оваа влада, бргу доаѓа крајот и на ова раководство во ЕСМ, бргу ќе дојде крајот и на овој човек, а потоа следи одговорност. Нормално дека нема да остане работата без одговорност, а граѓаните треба да ги знаат сите детали поврзани со уште една криминална набавка, која што се поврзува со поранешно Елем, денешно ЕСМ и Васко Ковачевски. Благодарам.